Гушави глави. Палава случка. Пред малку напоменав. Многу сакав да се возам на точак со двајца, со тројца. Седнував од позади дете, напред дете, па јас ке ве возам. Значи сум била темпераментно дете, не е дека не сум била. Правевме нели во тоа време многу беше актуелна Евровизија. Правевме Евровизија со децата, јас раководев која република ќе ја представува во тоа време. Така беше кога се родивме ние. Пеевме на сред улица. Така, секогаш сум сакала нешто не многу обично. Да играм со топка, многу сакав, народна, сервис, со јажи, со ластик, веќе да не зборувам. Значи и со машки и со женски да сакав да се дружам. Млечни производи се направено од млеко. Па јогурт, млеко, кашкавал, сирење, павлака и така. Здрави се. Се прави од него сирење, кашкавал, млеко, јогурт и павлак. Млечни производи се сирење, павлака. Сирењето е млечен производ, кашкавалот, павлаката, киселото млеко. Знам дека треба да се яде здрава храна и јас јадам здрави работи. Јадам банана, јаболко. Дека има разни овошје, зеленчук, има сирење, павлака, сирење, кашкавал. Јас секој ден јадам млечни производи. Млечни производи се направени од млеко и се здрави. Млеко, сирење, јогурт, сок и вода. Јас секој ден јадам и пијам. Децата треба да ги јадат секој ден. Се произведуваат во специјални фабрики. Јас јадам млечни производи. Гушави глави! Пијам млеко, јадам сирење, павлака. Најчесто од млечни производи јадеме сирење, кашкавал, јогурт и млеко. Ние јадеме, за да бидеме здрави. Па ако не јадеш, ќе се разболеш. И старите луѓе треба да јадат млечни производи за да не се разболуваат. Најчесто млекото е од крава или од овца. И секој утро ми почнува денот со нешто млечно. Ние млечните производи ги купуваме од продавница. Децата треба цел ден да јадат млечни производи, бидејќи нема да пораснат. И за да децата растат, мора да јадат млечни производи. И децата треба секој утро да појадуваат млечни производи, а понекогаш и за вечера. За да растат, треба да јадат секој ден млечни производи. Ги купуваме во продавница или на пазар. Те се многу здрави производи. Мислам од крава, од овца или од коза. Ние треба да бидат свежи и да внимаваме на рокот. И многу се корисни за старите луѓе. Млечни производи. Па по мене млечни производи се, а и верувам и по сите останати, се оние производи кои настануваат како нус производ на кравите, овците и козите, да речеме. Тоа ми е најлогично во моментов што ми доаѓа на памет. Како
како производ нели на млекото од овие животни што ги напоменав, со преработка на тоа исто млеко, освен што млекото нели можеме да го пиеме пресно, се прават јогурт, павлака, кајмак, сирење, кашкавали и така натаму и така натаму. Млечните производи содржат калциум, ми се чини и се добри за коските на човековото тело, посебно за малите деца. И јас лично сакам млечни производи многу. Путер, павлаче, кашкавал, овчи поготово сакам и кајмак многу сакам, иако ретко го наоѓам кај нас тука во нашите краеви. Бушави глави. Дечиња, другари, многу повеќе да му се радувате на воздухот, на чистиот воздух, на надвор, на љуѓашките, на околината што ве обкружува, на здравата околина, да слушате родители кои што ви мислат добро, да се дружите што повеќе може надвора, помалку пред компјутерите и сите оние други модерни гаджети што се, мислам, што соодветствуваат со ова модерно време во кое живееме. Помалку да се карате, никогаш да не се оптеретувате со нешто што не е достојно за вашата возраст. Секогаш да си растете со она што е со она што треба да го живеете во вашата, со она што е соодветствено за вашата возраст. Да му се радувате на животот, да се смеете што повеќе. Бушави глави. Тарам.